Ако заедно ја чуваме куќата, имаме право да си ги кажеме нашите проблеми, разочарувања и очекувања. Потребни се механизми каде нема да се дозволи билатералните спорови да бидат пречка кон остварување на колективната и заедничка цел, порача премиерот Христијан Мицкоски од редовниот годишен состанок на постојаниот комитет на парламентарното собрање на НАТО, кој се одржа во собранието. Сметам дека треба да се размисли за воедување на механизми каде нема да се дозволи билатерални спорови да бидат пречка за остварување на колективна и заедничка цел. Ако ние сите заедно чуваме куќата, тогаш и заедно имаме право да си ги кажеме нашите проблеми, разочарувања и очекувања. Тема беше и големата трагедија во Кочани. Премиерот упати голема благодарност до сите партнери од НАТО за помошта која Македонија доби по оваа голема трагедија. Во тие тешки моменти сведочевме на вистинска солидарност од нашите сојузници и партнери. 9 европски држави понудија помош веднаш по трагедијата во Кочани. Европската унија пак, преку механизмот за цивилна заштита, координираше медицински евакуации на повредените до специализираните болници во регионот. Благодарност до партнерите од НАТО упати и министерот за одбрана Владо Мисајловски порача дека трагедијата во Кочани докажала дека имаме нераскинливи партнери во алијансата. Сојузничките земји беа првите кои понудија безрезервна помош и поддршка во трагичниот настан во Кочани која зави целата земја во црно. Но ние имаме 31 сојузник. Имаме вистински пријатели на кои можеме да им се обратиме за помош. Тоа е НАТО. Тоа е сојузништво, тоа е нераскинлива врска која од 32 земји во алијансата прави една обединета сила. Премиерот и министерот за одбрана порачаа дека државата продолжува да инвестира во човечкиот капитал, дигиталната отпорност и капацитетите за брза реакција, но порачуваат дека најважно од се останувањето доследни на вредностите кои не обединуваат демократијата, слободата, владењето на правото и солидарноста.